Andire Lazarov. 10% talent. 20% naporna работа. I 70% voda. Пелистарка. 100% живот. Кире, прва констатација по завршувањето на надпреварот. Дали треба да жалиме што не видовме вистинската Македонија и дали ако бевме оние вистинските, овој инстант можевме да го добиеме? Да почнеме од таква констатација. Сигурно дека можеме да го добиеме. Мислам дека во овие надпревари имавме многу технички грешки. Можеби во овој последниот и највеќе. Луѓето ни постигнаа 23 гола и мислам дека од тие 23, едно 15 сигурно беа на контранапади. Така да Борко имаше перфектен дел, жалосно што не искористивме. Ние од прв до последен одигравме во нападот, зборам одбраната, мислам дека беше на ниво слаб надпревар. Ништо не е изгубено, ние се бориме, ние примарната цел остваривме, се бориме да избегнеме Франција, да се направат математики, ја мислам дека можеме да дојдеме до тоа посакувано второ или трето место. Утре е нов ден, Русија не чека, мислам дека може да ги фатиме на спиење, да се смириме, да размислуваме позитивно. Имавме тешки моменти ние и во Србија, па се извлековме на крај, така да не е ништо загубено. Преамбициозно стартувавме, мислиме дека стварно можеме и можевме да ги добиеме, меѓутоа ние рековме, зависиме од нас и на крај така испадна. Ние сами се победивме, не победи испад. Тие дадека игра една агресивна 6-0 одбрана со многу фаули, меѓутоа ние не ја напаѓавме таа одбрана како што треба. Судиите дозволија, како да кажам, тие полу фаули што се и не се, значи едноставно остава да ни исечат топките и да не контрираат многу брзо. Ништо, главата горе, утре веќе во 4 саат не очекува нов надпревар, да се одмориме што е побрзо, да ги решиме тие офанзивни проблеми што ги имаме, губење на технички грешки што ги правиме. Мислам дека одбраната функционира на потребното ниво, голмано добро брани, само позитивно и на крај ќе видиме што и како е.